Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп троши 420 литри вода во секунда. Останува апелот водата да се штеди. Труење со храна. Салмонела кај 38 лица кои јаделе иста храна во фабрика во Прилеп. За Европскиот парламент не постојат македонскиот јазик и идентитет. Ладно, со амандмани, европратениците ги избришаа термините од извештајот за Македонија. Пожарите продолжуваат да беснеат. Времето денеска сончево и топло со температура до 33 степени. Дуваше ветер од северо-западен правец. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди и моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Прилеп овие летни горештини троши 420 литри вода во секунда, што е речиси двојно повеќе од нормалната потрошувачка вода од 260 литри. Водата особено се троши во попладневните часови. Поради енормната потрошувачка на вода, повисоките зони имаат недостиг или намален притисок половина час до час, но нема простор за загриженост, вели директорот на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп. Останува апелот за рационално трошење на водата. Загубите на вода приближно се во просечно во градов 56%, неколку проценти намалени од кога јас менеджирам со ова јавно предпријатие и сите тие да ги делиме во овој процент, да го делиме, можеме да погодиме или приближно да видиме точно. Убаво во самото прашање наведивте, тие се од диви приклучоци, нормално
при отклонување на дефеци, вода која што се губи подземно, која што никогаш не можеме ни ние да ја забележиме и тековно се бориме, и затоа ги имаме овие проекти за реконструкција на улици каде што тогаш можеме да кажеме дека тоа населено место немаме проблем, дека подземно ни имаме загуби на вода која што за жал не излегува на површина и не можеме да ја видиме. Европратениците ги избришаа термините македонски јазик и идентитет од извештајот за напредок на Македонија што го изготви австрискиот европратеник Томас Вајц, и во конечните верзии на документот кој беше усвоен не се споменува македонскиот јазик, и македонскиот идентитет, исто како и во сите досегашни извештаи. На денешната пленарна седница на Европарламентот се одржа само гласање за амандманите и за усвојувањето на целиот извештај, откако синоќ заврши дискусијата меѓу европратениците. Амандманот се однесува на членот 3 од извештајот, делот каде се вели: Европратениците го привикуваат Европскиот совет и јавно и недвосмислено да сигнализира дека има намера брзо и безусловно да донесе позитивна одлука за применување на следната фаза од преговорите за пристапување со Северна Македонија во Европската Унија, откако ќе бидат исполнети условите од неговите заклучоци од 18 јули 2022 година, целосно почитувајќи го македонскиот јазик и идентитет. Со денешното гласање во овој пасус се избришани зборовите целосно почитувајќи го македонскиот јазик и идентитет. Претходно извештајот помина во Комисијата за надворешна политика при Европскиот парламент и во него стоеа термините македонски јазик и идентитет, но во конечната верзија јазикот и идентитетот на македонците не постои како термин. Извештајот беше усвоен со 461 глас за, 121 против и 107 воздржани. А вчера Ирена Јовева, европратеник во Словенија, за време на расправата по ова прашање, во една минута успеа да каже се за Македонија, говорејќи и на македонски јазик. За да постои на македонскиот народ не му треба ваша дозвола, но на вас да го признаете тоа ви треба честност, интегритет и храброст. Знам. Благодарам. До Институтот за јавно здравје во текот на минатиот месец е пристигната пријава за епидемија со труење на храна во Прилеп предизвикана од бактеријата Салмонела. Пријавени се 38 лица кои консумирале иста храна во фабрика во Прилеп. Тројца од заболените се хоспитализирани. До Институтот за јавно здравје во текот на минатиот месец е пристигната пријава за епидемија со труење на храна во Прилеп предизвикана од бактеријата Салмонела. Пријавени се 38 лица кои консумирале иста храна во фабрика во Прилеп. Тројца од заболените се хоспитализирани. Од Институтот за јавно здравје додава дека Центарот за јавно здравје Прилеп извршил контрола во куњата на добавувачот на храна и во трпезарискиот дел на фабриката, од каде што биле земени мостри за микробиолошко испитување. Дополнително биле предложени соодветни санитарно-хигиенски и противепидемиски мерки, како и редовно континуирано одржување на хигиената во објектот и чување на прехранбените продукти. Објектот за припрема на храна беше затворен до добивање на негативни резултати од земените материјали. По преземање на сите потребни епидемиолошки мерки од страна на Центарот за јавно здравје Прилеп, епидемијата е одјавена на 11 јуни 2025 година, додаваат од Институтот за јавно здравје. Пожарите продолжуваат да беснеат во Македонија. Центарот за управување со кризи информираше дека денеска во државата се регистрирани вкупно 14 пожари на отворен простор, од кои 10 се уште активни, а 4 се изгаснати. Најмногу е зафатен регионот на Македонски Брод, каде се бележат дури 3 активни пожари. Во Прилепско пожар има во село Веселчани, гори сува трева. Институциите апелираат до граѓаните да бидат внимателни и да не палат огнови на отворено, особено поради високите температури и зголемениот ризик од ширење на пламенот. Надлежните служби се постојано на терен, а дел од пожарите се следат и со воздушни сили. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со температура до 33 степени во Прилеп. Дуваше ветер од северозападен правец. Попланево
ќе има услови за повремен дожд. Поради продор на посвежа воздушна маса од север и засилен северен ветар со брзина од 60 км на час, утре дневната температура значително ќе опадне од 8 до 10 степени. В петок ќе се задржи посвежо време и ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со пореен дожд и грмежи. Во деновиве потоа ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност, а температурата ќе биде во постепен пораст. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.